Добар ден, ученици. Јас сум Славе Арсов, наставник по физика во основно училиште Страшо Пенџур, село Соколарци. Во оваа прилика ќе зборуваме за сенки во Вселената. Имајќи ги во предвид вашите познавања од природните науки од физиката, ќе ве запознам со појавите на затемнување на Сонцето, затемнување на месечината и месечевите мени. За почеток да се подсетиме на појавата на промената на ден и ноќ. Промената на денот и ноќта е појава која настанува поради тоа што Земјата се врти самата околу себе, односно поради земјината ротација, а истовремено и поради појавата на праволиниско простирање на светлината. Токму поради ова, страната што е свртена кон Сонцето е осветлена и таму е ден, а спротивната страна не е осветлена и таму е ноќ. Во однос на првата појава ќе погледнеме на кратко видео. Затемнувањето на Сонцето е представено преку кратко видео, кое што е забрзана снимка на појавата која што може да трае неколку часа на затемнување на Сонцето. Затемнувањето на Сонцето го прави месечината, која комплетно го прекрива сончевиот диск. Оваа појава во овој случај снимена со посебни додатоци на камерата, за да се отстрани вишокот светлина кој што го невозможува наблюдувањето и снимањето на појавата. Наблюдувањето на појавата со голо око не смееме да ја правиме, бидејќи ултравиолетовите зраци кои што стигнуваат од Сонцето во нашето око можат да го оштетат нашиот вид. Инаку, оваа појава можеме да си ја објасниме на следниот начин. Затемнувањето на Сонцето ќе настане во ситуација кога Сонцето, месечината и Земјата ќе се најдат во исти правец и кога месечината ќе се најде помеѓу Сонцето и Земјата. Во таква ситуација, Сонцето како наш најголем, близок и широк светлински извор, за месечината ќе создаде сенка која што на тоа место за тие наблюдувачи ќе овозможи наблюдување затемнување на Сонцето. А од друга страна, бидејќи Сонцето е широк светлински извор, во ваква ситуација ќе овозможи и создавање на полусенка, па на тие места наблюдувачите на Земјата ќе наблюдуваат делумно затемнување на Сонцето. Оваа појава настанува многу ретко од причини што месечината кружи околу Земјата во рамнина која е наведната во однос на рамнината по која кружи Земјата околу Сонцето. Зашто станува збор? Со сина линија, испрекината, е прикажана рамнината во која што Земјата ротира околу Сонцето, а со испрекината црвена линија е покажана рамнината во која месечината ротира околу Земјата. Овие две рамнини не се поклопуваат, односно зафаќаат помеѓу себе агол од 5 степени агловни и токму поради ова, ќе повторам, оваа појава на затемнување на Сонцето многу поретко ќе се наблюдува. За следната појава затемнување на месечината, пак повторно ќе погледнеме едно видео во кое што е прикажано моментот кога месечината навлегува во сенката на Земјата. Значи, Земјата го препречува патот на светлинските зраци, инаку месечината се наоѓа во фаза на така наречена полна месечина. И интересна овде појава една е во тој случај кога Земјата целосно ќе ја препокрие со својата сенка месечината, односно месечината целосно ќе навлезе во сенката на Земјата, месечината станува црвеникаво обоена, за да веќе во наредниот момент продолжи излегувањето на месечината од сенката на Земјата и повторно прикажување во незината фаза, тоа е фаза на полна месечина. Како настанува оваа појава? Појавата за затемнување на месечината настанува во случај кога Сонцето, Земјата и месечината се наоѓаат во исти правец, кога сега Земјата ќе се најде помеѓу Сонцето и месечината ќе се најде во сенката на Земјата, при што, поради тоа што Сонцето за нас представува широк светлински извор, месечината може да се најде зад Земјата во незината сенка, при што ќе
наблюдуваме целосно затемнување на месечината, меѓутоа може тоа да биде и делумно кога ќе се најде во делот на полусенка. Да се навратиме на црвеника во обоената месечина, таа се јавува поради тоа што земјата има своја атмосфера. Светлината поминува низ атмосферата и во моментот кога настанува појавата затемнување на месечината, дел од светлината од атмосферата се прекршува и навлегува во делот наречен сенка од земјата, се осветлува месечината, а одбиената светлина од месечината се враќа на земјата. Целосната светлина одбиена од светлината не може да се врати на земјата, дел од неја од атмосферата ќе биде одбиен, а дел ќе се пропушти, а всушност ќе биде пропуштен само црвениот дел од видливата бела светлина. Месечевите мени се следната појава која што треба да ја објасниме, имено и земјата и месечината постојано се осветлени по половина. Меѓутоа, поради заемниот однос земја, месечина, сонце, за наблюдувачите на земјата, месечината ќе биде достапна во одредена фаза на осветлување. Овие фази на осветлување на месечината се менуваат по исти редослед, бидејќи месечината се врти постојано околу земјата и наблюдувањето трае на овие фази малку подолго, бидејќи земјата се врти самата околу себе за 24 часа, меѓутоа вртењето на месечината околу земјата трае приближно 30 дена. Односно, поточно 29,5 дена. Сега, првата фаза е фазата на млада месечина, тоа е кога месечината ќе се најде помеѓу сонцето и земјата, а е свртена кон наблюдувачите на земјата со својот неосветлен дел. Во тој случај месечината не ја гледаме и оваа фаза е позната како млада месечина. Следната фаза е така наречена прва фаза на осветлување, кога се појавува месечината во вид на српче, од десната страна е осветлена на ноќното небо и месечината почнува да се осветлува. Кога половина од месечината ќе биде осветлена, следната фаза е позната како прва четвртина. За да продолжи осветлувањето и во наредната фаза имаме така речена последна фаза на осветлување, за да во петата фаза настане така наречената полна месечина или целосно осветлување на месечината. Веднаш потоа почнува првата фаза на затемнување, кога месечината е намалена, почнува да се намалува во светлениот дел, за да веќе во следната фаза има така речена последна четвртина, кога половина месечината не е осветлена, половина е осветлена, спротивна на третата фаза, и во последната фаза на затемнување, тоа е осмата фаза, после која настанува повторно првата фаза на млада месечина. Значи, понатаму овие фази се повторуваат. Четирите главни фази од промените на месечината се првата четвртина, полната месечина, третата четвртина и младата месечина. Секој од четирите овие главни фази на месечината трае околу 7 дена. Другите сметаме за преодни фази. На следново видео ќе погледнеме кратко како би изгледале месечевите мени. Во долниот лев агол е прикажана планетата Земја како ротира, меѓутоа и самата месечина во текот на своето вртење околу Земјата. Значи, сите фази ќе бидат прикажани при едно целосно завртување на месечината околу Земјата, а во покрупен план ја гледаме самата месечина во однос на Сонцето. Да го погледнеме и ова видео. Значи, почнуваме со првата фаза, тоа е фаза на млада месечина, кога месечината не ја гледаме, и таа фаза завршува со тоа што почнува да се осветлува месечината, тоа е така наречената прва фаза на осветлување,
после која продолжува осветлувањето на месечината за да стигне во фазата наречена прва четвртина, која што е прикажана на ова видео. Понатаму продолжува осветлувањето на месечината за да биде постепено целосно оној видлив дел на месечината осветлен. Тоа е така наречена последна фаза на осветлување, пред да биде целосно осветлена, кога ќе стигне во фазата наречена полна месечина. Веднаш после оваа фаза следува постепено намалување на осветлувањето на месечината, што значи следува фаза наречена фаза на затемнување на месечината, значи тоа е прва фаза на затемнување и постепено со самото затемнување се намалува и стигнува до фаза која што се вика позната така наречена последна четвртина, за да понатаму продолжи намалувањето на осветлувањето на месечината. Имаме така наречена последна фаза на на затемнување, при што следната фаза нормално е она целосно затемнување, кој што ќе се јави, односно не враќа на почетокот на кога месечината ќе се најде пред сонцето и ќе биде во состојба на така наречена млада месечина. На оваа слика може да се забележи какви се месечевите мени во текот на месец март 2020 година. Ова може да се побара на пребаругач од Google и да бидеме запознаени во која фаза е месечината која што ќе наблюдуваме на ноќното небо. Во текот на ова видео се запознавме со некои од појавите поврзани со сенки во Вселената. Тоа се затемнувањето на сонцето, затемнувањето на месечината и месечевите